Во Охридскиот рамковен договор, таму не се наведува посебни права ќе имаат албанците затоа што се на 25%, таму вика ќе имаат посебни права и обврски, ќе имаат малцинствата кои што имаат повеќе од 25% од вкупниот број на населението во државата. Било кое малцинство. Сега, без тој документ, без таа констатација дека има повеќе од 25% бугари од вкупното население во државата, немаат посебни права и обврски. Не може да бараат ова она дрн. Тие таму се изборат затоа што на нив таму им треба нешто се изборат да ги гласаат на избори. Тие кај нас немаат никакво влијание, немаат никаква власт и не можат ништо да направат кај нас. Тие може да си плјампаат дома. Бугарите што зборели у бугарскиот парламент што сака да га зборат, како може од бугарскиот парламент одлука кај нас да е апликативна? Како? Они збореле. Па шо ако зборат? Ама и они го... Многу ние си испаднавме вака ние страв. Не. Па оку да ви е срам и страв што зборат комшиите до вас нема да имаме прљави улици. Зошто ова не е направено тоа пред 20 години, пошто пред 20 години, 30, 50, 100 години имбецили се на власт бе човече. Ако се направило пред 20 години, ние ќе беме веќе 15-та година у Европска унија. И ти мислиш дека ќе постоеа фирми кои што не плаќаат данок, ќе постоеа фирми кои што ти продаваат овдека за 5 пати поскапи лекови. Стентон градба, пирамид билдинг. Ќе постојат фирми као што вика? Тоа мислиш дека ќе имаше? Немаше. Ама таа олигархија не дозволува оваа држава да иде во Европска унија. Таа олигархија ги финансира политиките и политичките партии да го кочат европскиот пат бе шефе. За ти да пасеш трева, а онда се богати. За твоите деца да трпат за леп, а неговите да идат да учат у Виена. Што не ти е јасно?